Престој, домување и храна треба да се обезбедат на работниците од страна за да може да почнат да работат во Македонија. Токму затоа увозот на работници и покрај тоа што е неопходен, според Димитров, е доста комплициран за работодавачите. Треба да се олесни начинот на увоз на работници од странство за да се пополнат слободните работни места во државата. Па, за разлика од нашите работници, за увозот на работници од надвор, работодавачот треба да обезбеди покрај сите права што ги имаат нашите работници, престои, тоа е домување и исхрана на тие работници. И тоа е, можеби вака изгледа дека како нешто поголема погодност, но од друга страна увозот на тие работници е доста комплициран и Македонија е можеби државата во околината која има се уште не реформирани такви прописи во однос на увозот на работници од надвор. Работниците од страна треба да поседуваат дозвола за престој, да имаат соодветно домување, потврда за работа. Тоа значи дека најмалку 2 месеца треба да престојуваат во државата, а да не работат ништо. Трошоците за нив се дополнителни, па како што вели Димитров, треба да се разгледа можноста да функционираме како во соседна Србија. Според кажувањата на агенциите за вработување кои увезуваат работници од надвор, моментално и тоа и представува голем проблем, што најпрви треба да обезбедат дозвола за престој на работникот од странство, па тој откако ќе дојде овде во Македонија ќе треба да поднесат барање за добивање дозвола за вработување, тоа е за склучување договор за вработување. И тоа може да трае месец до 2. За тоа време формално правно не смеат тие работници да работат, а треба само овде да седат и да се хранат. Така да тоа се дополнителни трошоци за овие месец до 2 и можеби треба да се направи по примерот на Србија која воведе измена, а тоа е една дозвола и за престој за вработување. Значи не треба да се чека повторно на втора дозвола, која се знае веќе однапред дека тој работник е веќе наменет за одредена компанија, тоа е со одреден работодавач во Македонија. Најголем дел од работниците од страна се во секторот градежништво, иако истите се застапени во текстилниот сектор. Во конфекции, во кучани и прилепи изминатиот период имаше работнички од Непал кои седнаа на местото на македонските работнички. Но само со помош на увоз на работници може да се намали недостигот на работници во државата и пополнувањето на слободни места на младите, кои екзистенција бараат надвор од границите на земјата.